Експериментот со турските сорти ориз во кочанските полиња од година во година добиваат се пошироки димензии. Земјоделците меѓусебно коментираат дека остваруваат поголеми приноси и го истакнуваат фактот за пократка вегетација на културата. Од друга страна, меѓу преработувачите и трговците се уште преовладува верувањето дека попроодни на пазарот се од домакинетите сорти ориз од италијанско потекло, особено Сан Андрејата, кои возможуваат и поголема профитабилност. Не би шпекулирал со тоа што сега е сезона на откуп и ти бидам погрешно разборка и примерните производители. Цената, видите, во Уставот на Република Македонија е декларирана како пазарна економија. Значи, пазарот ја одреди цената. Не е проблем за македонскиот пазар. Македонскиот пазар може да истрпи и повисока цена, затоа што оризот е заштитен со 40% увозна давачка. Али кога се работи за цена за извоз, значи овде мора да се изанализира состојбата и да се донесат мерки не инцидентни, него треба да се донесат некои мерки кои ќе дадат долгорочни ефекти, да може во секоја година да не се појавува овој проблем со откупот. Да знаеме ние под кои услови ќе можеме да искочиме да не кажеме и пошироко на светскиот пазар и да бидеме конкурентни. За квалитетот не станува збор. Кочански ориз е познат по квалитетот, особено со традиционалните семења како Сан Андрејата. И тоа додатно се оддалечува од прашањето, ни прави додатен проблем. Со овие турските семења кои што гледам на големо беа промовирани, пречекани, во ред е што Турција сака да ни помогне. Во ред е што Тика даде семенски материјали без пари. Али ако пазарот не го прифаќа, значи не знам, овде треба примерните производители да размислат. За Сан Андрејата јас гарантирам дека нема да има проблем за откуп. Затоа што ние со таа врста на семе сме познати. Сан Андрејата го барат во Србија, во Косово, во Албанија и на домашниот пазар. За други ориз не станува, зор него сакат на пазарот. Значи ние не можеме да измислуваме тркало сега како ако крајниот потрошувач не ја прифаќа цената, демек примерните производители најмногу имат ефекти од тие семења. Значи не може така. Ние направивме состаноци во Министерството за земјоделие и се договараме за во година да даваме и за пченицата и за оризот, да даваме семенски материјали со договори, кои договори ќе представат основ за земање на субвенциите за семенски материјал, пошто во моментот како е регулирано мора семето да биде платено за да може да остваре субвенции за семенскиот материјал. Значи имаме поддршка од Министерството за земјоделие, ние да ги даваме семенските материјали за пченицата и за оризот и да гарантираме откуп на тие семенски материјали. Кои се аргументите на турските сорти ориз кои веќе се шират низ кочанските полиња, покрај пократката вегетација која возможува покасна сеидба и порана жетва, тука е родноста која дава поголеми просечни приноси. Веројатно предност е и фактот дека токму огромниот турски пазар без проблем ќе го голтне произведениот суфицит домашен ориз. Од друга страна, италијанските сорти ориз, што во изминатите децении се одомакинија во производствениот регион и произведените од страна на Институтот на ориз, наметнаа високо ниво на квалитет, од кој потрошувачите тешко се откажуваат. Извозниците велат дека попроодни на пазарите во поранешните ју републики се токму тие сорти и плюс држат повисоки цени. Сето тоа значи дека се попрофитабилни. Во секој случај во наредните неколку години определбата на земјоделците и пазарот ќе кажат кои сорти ќе превладуваат и во која насока ќе се развие кочанското оризопроизводство.